Благодарам, председателя. Почитувани колеги, почитувани граѓани, неколку дена дискутираме за закон кој што е закон за финансиска стабилност и, како што кажа и претходно моите колеги, еден од ретките навистина кој што, бидејќи е со европско знаменце, кој што го заслужува овај предзнакот да биде со европско знаменце. И сакам да порачам дека овие ваквите закони, ваквите законски решенија заслужуваат да одат на Комисијата за европски прашања, бидејќи кореспондентната табела која што му претходи на ова законско решение е исполнета, која што за жал пак за сите останати закони во ова собрание кои што одат со европско знаменце, такво нешто не можеме да видиме, напротив, имаме огромна злоупотреба на тоа европско знаменце и со самиот тој чин ние како собрание, односно странава од оваа страна парламентарното мнозинство докажува дека сме неевропски и нецивилизирани по однос на тоа прашање. Но, за да им е јасно на граѓаните што говориме, сосема малку ќе се задржам на делот на самото законско решение, кое што да кажеме, доколку се абстрахираме од моменталната состојба на криза, невидена досега од осамостојувањето на Република Македонија па досега, ќе кажеме дека ете добар закон, еден амандман што опозицијата поднела е прифатен и така натаму, но ако не гледаме што се случува надвор, што се случува на граѓаните, што се случува генерално во општеството. Со овие измени се дава овластување на Народната банка на Република Македонија да спроведе макропрудентни политики и презема макропрудентни мерки кон финансиските институции на кои им издала дозвола. Дополнително, Народната банка на Република Македонија ќе може да спроведува подготвителни активности за решавање на банка со проблеми во работењето. Видовме, имаме многу свеж пример на како се решија проблемите на Евростандард банка, кои што па дополнително се една од причините за финансиската нестабилност во државата. И за да овие одредби бидат операционализирани, потребно е, препорачува владата, донесување на закон за решавање на банки. Во предлог законот се дефинира дефиниции што е финансиска криза. Не велам дека во законското решение не треба да има дефиниција, но знаете како, почитувани колеги, знаат граѓаните што е финансиска криза и не само што знаат, туку чувствуваат благодарение на вашето владење. Вели што е финансиска криза? Дека е состојба во која нарушувањето во еден или повеќе сегменти на финансискиот систем или други состојби во економијата сериозно ја загрозуваат или можат да ја загрозат стабилноста на финансискиот систем и неговото нормално функционирање, додека па финансиска стабилност е состојба во која сите сегменти на финансискиот систем функционираат без нарушувања и имаат капацитет да издржат потенцијални шокови. Сега оваа реченица ми е прилично вака интересна. Вели, имаат капацитет да издржат потенцијални шокови. И нормално е да се запрашаме, ние како опозиција, но и граѓаните, имате ли капацитет да ги издржите финансиските шокови? Одговорот не мора вие да го дадете, одговорот се гледа надвор. Не само што немате капацитет да издржите финансиски шокови, туку причината за финансиските шокови во државата сте вие, владата, која што брутално и душмански ги краде граѓаните. И јас ќе ви дадам само еден најсвеж пример сега. 1,4 милиони евра грант на фамилијата им се дадени и никој не реагира. Нема тука обвинителство, оној што треба сега, што
и молчи да го изберат за уставен судија, СУС никако не реагира да праша, чекајте бе, овие заеви фамилијата до кога вака грантови ќе добиваат, а земјоделците во Источна Македонија, од таму каде што доаѓам, и генерално чекаат, па оној пишува писма до пратениците, не барем некој го спречува да им додели субвенции она што им го ветувале. Не баре некој го спречува, па писма ќе се допишува, оној путер што заплени. Сега што отиде да го доуништи земјоделието. Има ли некој таму да запраша, да стави прст на чело и да каже кои се бе тие критериуми заеви кои што ги исполниле? Така ја плячкате државата, така ја плячкавте и пред 5 години кога дојдовте на власт и ви укажувавме дека и се правдате, нели, има војна, да, добро. Ви рековме ние уште пред неколку години да не плячкате во струјата, да нема 80 евра за кафе на оној партискиот од АЕК, да нема Васко Ковачевски толкав буџет да го тргнете, да го смените, да не бидат најголемите енергетски компании во толкави долгови, да не крадете душмански и безмилосно. Затоа што, видете, тоа вашите розеви очила што сте ги ставили и што не сакате да ги тргнете, тоа е ваш проблем. Ваш лично. Што не сте се разбудиле од зимски сон, исто така е ваш проблем. Ама за жал е проблеми на граѓаните и тука стануваат, па реплицираат, па ми читаат податоци. Не бе, луѓе. Најсиромашна земја во Европа сме, а овие прехранбените производи во таков скок се, слободен скок, нема кој да спречи тоа, граѓаните буквално, ама буквално кога речам дека преживуваат со онаа минималната плата со која што се фалите, само сега затвориле 7.000 фирми, а сакате да се задолжите 1 милиарда и нешто евра, со кое што задолжување ќе ја донесете Македонија до фантастични 70%. Па каде плови овој Титаник? Во санта лед, се разбира, тоа очигледно нема, тоа парафнуците се задолжени. А зошто? Прво не дадовте одговор предходните задолжувања, каде се, зашто камен на камен не ставивте, капитални инвестиции нула, камен на камен шајка не ставивте, капитални инвестиции нула, и како бе тие, не мора да си економист да знаеш дека ако не правиш економија, ако не правиш услови за економија, како ги враќате тие пари? Бројчанекот на Зоки Заев го нема, што ќе враќаше на граѓаните, оној што ве команда, го нема. И накратко речено, оваа состојба во која што ги доведовте граѓаните и нас како држава е само и само ваша вина. Видете, во нормални држави кои што држат до и се грижат за граѓаните, во секој момент знаат колку имаат стокови резерви. Не треба да излезе оној со путерот и да кажува дека имаме резерви на пченица и после го моли Вучич да ни даде пченица. И вчера да кажувате дека да, не чека најлоша зима. И се ќе кажат, па да, добро, еве и Вучич и сите, и Германија, да, имаат такви изјави дека најлоша зима ќе не очекува. Па вие нели знаевте? Па какви стратези сте? Има ли некој таму писмено владата да каже, од НАТО ви кажали уште од ноември наводно, така кажа? Сериозни држави се подготвуваат за вакви ситуации и за вакви состојби. Ама не, вие тоа не знаете да го направите и што е најстрашно, не само што не чувствувате одговорност, туку вие како намерно да го правите тоа. И немојте да мислите дека граѓаните тоа не го гледаат. Да не говорам статистики за потрошувачката кошничка. Да не говорам. Над 500.000 граѓани живеат со еден оброк дневно и некој таму
од владава, вика, абе да штедиме. Шо да штедат? Наместо дневно да јадат по еден оброк, на 3 дена по еден оброк да јадат. Даниела Така ли е Христова повикот Кафјањ. за Даниела Христова има збор. мислата? Даниела Ристова. Даниела Христова има збор. Во слободен пат сме како држава, а вие како влада веќе сте паднати, ама не сте свесни. Благодарам.